Добар ден, јас сум Ружица Егориновска од Средното општинско училиште Орде Чопела од Прилеп. Денес ќе зборуваме за наставна единица од предметот агрометеорологија со климатологија. Наставната единица е пресметување на релативна влажност на воздухот. Што представуваше релативна влажност на воздухот? Тоа е, според дефиниција, степена заситеност на воздухот со водена парија изразена во проценти. Имаме апсолутна и релативна влажност на воздухот, но најчесто и најзначајна ни е релативната влажност на воздухот или тој степена заситеност на воздухот со водена парија. Се изразува во проценти со вредности од 1 до 100, доколку имаме 0% релативна влажност на воздухот, воздухот е сув, доколку имаме 100% е многу влажен, односно имаме висока релативна влажност на воздухот или максимална заситеност на воздухот со водена парија. За да ги добиеме вредностите на релативната влажност на воздухот, потребни се инструменти, од кои што дел се наоѓаат во метеоролошката куќичка и ги имаме видено при нашата посета на метеоролошката станица. Психрометар е со подслика 1 и 2. Психрометарот се состои од сув и влажен термометар, кои што служат за добивање на вредности Т и Т1, кои што понатаму за психрометарската табела ни се важни за утврдување на релативната влажност на воздухот. Потоа е хигрометарот и хигрографот, кој што хигрограф не овозможува и графичко забележување на вредностите на релативната влажност на воздухот. Понатаму одиме кон начините на пресметување на релативната влажност на воздухот. Доколку кај хигрографот ја отчитаме моменталната релативна влажност на воздухот, таа ни дава увид во моменталната вредност на релативната влажност, но не и за понатамошно следење, односно споредување, добивање на соодветни анализи и статистики, кои понатаму ние ќе си ги користиме во земјоделското производство. Ајде да се запознаеме со начините на пресметување на релативна влажност на воздухот. Прв начин. Сумата на измерени часовни вредности поделена со 24 е првиот начин кога всушност сите измерени вредности, односно прочитани вредности за релативната влажност на воздухот по одреден час, ги собираме и ги делиме со 24, бидејќи 24 часа имаме во едно деноноќе и така ја добиваме среднодневната релативна влажност на воздухот за тој ден изразена во проценти. Овој начин е најточниот начин за добивање на резултатите. Втор начин. Кога немаме можност да имаме прочитани вредности за секој час, туку имаме во 7, 14 и 21 часот прочитани вредности, тогаш ја користиме формулата каде што релативната влажност се забележуваме со буквата У, измерена во 7, 14 и 21 часот, еве ги вредностите кои што сме ги прочитале. И откако ќе ги собереме, добиваме една сума од 220, ја делиме со бројот на вредности кои што сме ги употребиле и добиваме 73%. Со вториот начин сме пресметале колку е среднодневната релативна влажност на воздухот за тој ден изразено преку оваа формула. Потоа имаме трет начин. Третиот начин е со помош на психрометарска табела, каде вкрстено отчитуваме вредности добиени од сувиот и влажниот термометар, со што горе на хоризонталниот дел од табелата имаме степени целзиусови вредност добиени од разликата на влажниот и сувиот термометар, а во ова ипсилон оска или вертикална оска ги имаме степените целзиусови како температура измерени во влажниот, односно добиени од влажниот термометар. Кога овие вредности ќе ги вкрстиме, например, разликата е 7 степени целзиусови и температурата од влажниот термометар е 24, тогаш велиме дека релативната влажност изнесува 49%. Третиот начин е всушност
начин при кој што не се пресметува, туку од веќе пресметаните температурни вредности на сувиот и влажниот термометар ја добиваме релативната влажност преку оваа табела. Зошто ни се потребни овие податоци? Овие податоци ни се потребни бидејќи имаме можност да утврдиме кои растенија на кои делови, климатски подрачја, реони или региони може да се посадат, бидејќи најдобро реагираат на тие одредени временски услови, значи за добивање на оперативни агрометеоролошки информации кои што можеме да ги употребиме во пракса. Потоа агроклиматски информации, односно како би го планирале нашето земјоделско производство во иднина. Кога да ги планираме или утврдиме роковите на сејдба за дадена култура, кога да го собереме нашиот принос, во кој дел од денот, бидејќи овие метеоролошки податоци може да ни дадат увид во тоа да ние имаме сознанија дали и колкава ќе биде, дали ќе врни и колкава ќе биде влажноста во текот на тој ден кога ние сме го планирале собирањето на приносот. Со што можеме да го поместиме периодот, односно дали тој период ќе биде дел од денот или ќе биде целиот ден, со што квалитетно и навремено ќе се го собираме нашиот принос. Тоа е само еден од примерите кои што ни укажуваат на важноста и значењето на овие податоци. Што научивме? Научивме да идентификуваме инструменти за мерење на релативна влажност на воздухот, објаснуваме начин како ги добиваме тие податоци, обработуваме метеоролошки податоци преку користење на табела, формула и начин на добивање на правиот начин на добивање на среднодневна релативна влажност на воздухот, повторно преку обработка, и ги пресметуваме вредностите, значи со помош на табела и формула. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме наскоро.